se braniš. Ako si den, noć što mi dokrade, vidi mi sve, vidi mi barem nadeš, vidi mi sve, vidi mi barem nadeš. No, ako ima ljubav pod ovaj svat, ako ima ljubav na ovaj svet, noći na kopneš se tvojte noći, oči na ljubav se tvojte oči, noći na kopneš se tvojte noći, oči na ljubav se tvojte oči. Čašata pak trepeli tvojta raka i vađa mrak i nekoj pak te saka. Kaži mi ti, neveren, zar ti se stori? Kaj mi se skri, prelažna zvezdo što goriš? Kaj mi se skri, prelažna zvezdo što goriš? No, ako ima ljubav pod ovaj svat, ako ima ljubav na ovaj svet, noći na kopneš se tvojte noći, oči na ljubav se tvojte oči, noći na kopneš se tvojte noći, oči na ljubav se tvojte oči. Nekako čudno me gledate. Da ne mislite дека ми е тешка работа? Не. Зошто тешка работа? Ако го сакаш воланот, тогаш уживаш. А ако работиш нешто што не сакаш, тогаш си готов. Готов си. Ќе ја псуеш државата,
ќе ја тепа жената, а тоа те прави уште понесреќен. Нема трето. Или си скот и вошка, или викенд е. Живи мајка. Возам јас така еднаш една дама, знаете. Ама риба и пол, живи мајка. Тргнала женската кај тетка и нагости. И тоа не близко, туку 300 километри. 300 километри. Не има секакви патоати. Возам така, а редиштата почнаа да темнеат. Маглата почна да се собира околу врвовите како шубари од памук. И го покажувам јас тоа на мојата дама, а таа молчи. Ај, мајката си, велам. Пет đubre ниедно! Го видовте ли? Ненормален. Море да има секакви патоати. Зашто зборувавме? Да. И ја прашувам јас неа. Таа, што ја вознав. Ме сакаш ли ти мене, а? А таа, па вие не сте нормален, што ви е вам? Ама ме сакаш ли ти мене нормална жена, а? Не те се роди. Слушај, маче, ме сакаш ли ти мене, а? Па вие не сте со сите. Што не сум со сите? 125, 130 километри на час. И поминав на левата страна и туку оп, ми дојаше кола во пресред. А јас брзо десно, ама беше лизгаво. Скастрив едно столбче, второ, трето и оп, се превртев. Вака едно, два, три пати. Одлетавме малку да жнееме жито во ливадата. Еј, кога ќе ми текне. 3 пати салто. Вака, живи мајка. Потоа соженив за неја. Елена се викаше. Лела, мојата прва љубов. И покрај се, господине, човекот е препуштен на самиот себе си. Да. Еве, например, сега. Никој не знае дека јас можеби ќе живеам само уште 3 месеци. А можеби само уште 2 дена. А? Не е така. Животот е како гитара. Ќе ја наштимаш ли погрешно, ќе си играш на погрешна жица. Е, таа моја Лела беше тврдоглава како коза. Ама и мила како маче. Што ти е жена? Во почетокот, знаете, ми се виде убава. Потоа, изненадување до изненадување. Трепките, ретки, што да ви кажам. Очите бледо сиви, а зениците наполу изедени од печатарските букви. Само зависи дали ја сакаш или не ја сакаш. Беше коректорка во печатницата. Лела, мораме да најдеме подобра работа. Треба.
Zašto ne pojdeš na lekar? Zdrava sam, Vikentije. Ама здрава си. Не се работи за здравието, маче. За твоите очи се работи. Видот треба да го зачуваш. Ќе ти треба. Ќе се породиш. Знаеш како е. А таа опцу замислете си. И тоа како? Ни вие, ни јас не би можеле така. Коректурата била опасна професија. Нека си ебе мајката. Баравме, но не можевме да најдеме подобра работа. Потоа се роди Сања. Животот ни помина како облак. И реков на жената еден ден: знаеш што, Лела? Се плашам дека во мојов живот веќе ништо нема да се случи ако не преземам нешто. И го купив овој автомобил. Па доволно работев мачко за посрана плата. Може би ќе имате среќа и платата, и ти, и Сањичка, да се згоите малку. Се избричив, си ставив од колонската вода што ми ја купуваше Лела и на овој волан. И знаете што, господине? Уште првата вечер заработив и за бензинот, и на жената за чизми, а на малечката... из утрината и купив окаво купиште. За мене чадор, што никогаш не ми требаше, но ете сакав да го имам како доказ. Ми беше убаво. Макар што живеевме тука во рашлакан двор, во барака со газдарица која што не знам како влегуваше низ врата. Толку беше горопано. Амано тие газдарици. Кога ги спомнувам се нервирам. А камо ли да ги видам? Кажи зошто ме остави и ме обли со тага, оти среќна заборави, беше со мене ти. Кажи зошто ме остави и ме обли со тага. Ете пак снемав цигари. Кога возам, знаете, не пушам, ама одам на возиме. Не е важно. Ќе купиме негде патем. Извинете, но морам да купам цигари. Ако сакате да си ги испружите малку нозете или да се напиете нешто. Ова е солиден разбойнички брлог. Погледнете што пишува. Во ред ако не сакате. Се враќам пред срцето да ви чукне 2 пати.
Čovjek ne je samo od danas, gospodine. Ne je ni samo od včera. Koliko te opfati to, znajete, već nemaš 28 godina. Tuku 100.000 godini. Sozdama si sovekovi. Takvite nešta, gospodine, čovjek gi razbira duri posle razvodat. Site mislija da sam rasipan. A jaz bih naivan. Naivan. Budala. Da vi kažem, drugar. Prostite, ne znam, gospodin ili ste drugar. Vaša rabota. Ja sve počituvam. A, nema tuka. Klijent od si je klijent. Sakav ova da vi go kažem. Podlecite se nikakveci, da znajete. I vo to je šansata na ovoj svet da prežive. Da beja hrabri, skotovite i nikakvecite, će go izedea celi od svet. Zajedno so nas. Živi majka. Što je, mačko, ti sve dala po sebi? Što se tiče? Sedi Vikentije kajci, zašto kakav si, za nikada ne. Skoteni zajedan. Канализацијата пукна уште во октомври. Се издава во дворон. А сега оди понадвор кај комшиите, купува и нокшири. Луѓето мораат да ископаат дупка. Срамота за општината. Абе ти, седи си Викентije kajci, zašto kakav si, za nikada ne si. Не сум ти јас тебе никаков Викентije, еј. Горчин ми е името, разбра, Горчин! More, plati mi ti mene pa vidi, 100 pati gorčine kako sam zazva. I nema čabe. Ni ti bez pari ne voziš. Hajde vege. Што се тука? Nemam ja strah od šoferištata, 100 pati da si Vikentije, bre. Не сум ти јас тебе никаков Викентije, еј! Не сме пасели овци заедно! Ode, vi dojde da se kaškaš, bre, majmun. Što mene li ajde? Слушај, ти реков да направиш ред, еј. Ред да направиш! Ред да направиш! To bre divino, diva, što mene li žena najde da se kaškaš. Da ti je sram, be. Гледај, Da Мори, ti je sram. гледај кај да децара, гледај! Гледај! Тебе треба да ти е срам, тебе! Evo, moršta mu, oti srgo, momiče, to će ti gledati počam, begaj! Ти реков да не се туркаш, е? Ти реков да не се туркаш, е? Begaj, Ја ке даш и сазнам, а? ne ti se plašam, potran Vikentije. Топиле расписка! Šta mu Буржуазија! Аклеп! Спошка! Парчадело! И знаете што, господине? Та мене ми опцу мајка. А јас не смеам да се возбудувам, господине. И докторот ми рече да зборувам, да се празнам. Тоа е мојот лек. И гледајте сега. Кафе не, вино не, луто не, солено не. И што? Лапа и салата, како овца. Живот и пол. Има навреди со кои што не можеш да живееш, а не можеш ни да умреш. Ми вели мене судијата, не можеш, бре, ти другар со штангва на жена. Ама не ја кренав јас штангвата на жена, му велам.
туку на звер. Ама сега газдариците ја помагале нашата стамбена ситуација. И не биле сите газдарици ламни. Имало закон, сум можел да ја тужам. А знаеш ли ти, другар судија, му велам ја што доживувам во ноќната смена, а? Ќе дојдам така подбурнат како свиња. Просто чувствувам како овде, овде, тука, ми чука жилата, так. Само да се стркалам во креветот и готово. Ме нема. А Лела, како да ме не гледа. Боже, колко ми е хубаво. Убавината не се губи, маче. Една ја поминала на нашата сања. Истата твоја коса. Смири се, маче. Животот е пред нас. Смъртта, Викенти, е смърт. Лела, маче, јас те сакам. Но немој ти мене да ме плашиш, маче. Ке се уплашам, па... Да ви кажам, господин, во животот има само две ситуации. Или можеш нешто да направиш, или не можеш. Трето нема. Јас не можев да сторам ништо. Најдов и подобар стан, соба и кујна. Половината заработувачка и ја давав на газдарицата. Мари мајко. Да се збудали, човек, да се збудали. Снегот се посилно паѓа, господин. Простете само за момент да ги поднаметнам брцачите. Каде застанав? Да. Кај газдариците. Да. Знаете што, господин? Сите газдарици на светов се исти. Дуприња! А и Лела не беше веќе Лела. Ниско чело, дебели очила. Ако не се допреа стопалата во креветот, ќе се извинев медниот на другиот. Ете, дотаму станав муштиви, господин. А и детето некако почна да се вовлекува во себе како полжав. Само едни очиња на неа. И тоа ока. Жени мајка. Гледам како студенилото и учтивоста од нас да преминува на нашата сања. Го грабнав пазото па во колата. Си реков, твојот дом е твојата кола, Викентије.
Kaži zašto me ostavi i me obliso taga, o ti srećna zaboravi, beše so mene ti. Kaži zašto me ostavi i me obliso taga. Pa odete, podja, volim. A, ima meni i podobra muzika. A? Kako vi se dopada? Sam gi snima. Во Зоолошката градина. Леле, чудовишта. Само да ги видите. Лапаат една друга. Туку клук по главата и готово. Тоа е тоа. Рамка за убава слика. Целиот космос живее во заблуда. Како ви велам, го грабнав палтото па околу. Седев така едно 2 часа. Може би 2,5. И мислите дека некој ме викне? Некој ме побара? Што ме така? Има година, дела си реков. Ја отвори вратата, плукнав, ја затворив, го запалив моторот и веќе не се вратив. Отби, луѓе, отби! Отби! Ало! Ајде, не може да се работи. Колега! Колега! Што е ова конференција? Што ме гледаш, бе? Што ме гледаш? Трни се до Бога! Си застанала сред пат! Што? Кој од тебе? Што те фал, човек? Простете само за момент да видам што се случи. Отби! Ајде. Слушај, другар, јас сум такси, ако може некако да поминам итне. Итно, а? А ова не е итно. Овде лежи вол, а она му лежи човек. Знам, она му пак чука таксиметара. Па исклучи го! Ништо си ми ти некој. Ајде, ајде, добро. Ајде, покрај банкината само брзо. Ајде! Полудел светов живи, мајка. Човекот со камион отепал вол, а пак селанецот со секира го отепал шоферот. Како во вестниците. Чесен збор. И вие мене ме прашате тежок ли е занајат. Господи. Замислете си. Јас треба да стојам на паркингот кај Биг Пазар, а јас стојам пред Ганското. Му плаќам на здруженијето, а тие ми одредуваат каде да стојам. Тие каде што сакаат. Ја, мајката. Па каде го имате, а? Добро, разбирам. На општината и треба, на здруженијето му треба. Немам против. Не, ама тогаш ќе стојам каде што сакам и точка. Едно утро поминувам покрај железничката станица и гледам стои жена со 3 дечиња. Си велам, жими, мајка, бесплатно ќе ги одвезам. Еден студ, што да ви кажам. Децата се собране до неа како пилци, срцата им трепера. И замислете си, едното враг, а другите две за рак. А јас немам право да застанам. Ако ме фатат, казната е $1.000.000. Идиотска работа. Ама јас не застанувам таму каде што треба. Па не сум улав, туку од спротива.
на другата страна на улицата. Ништо не ми може. Еве им на! И да им наплатив. Седов само 50 динари, колку да не мисли жената дека е милост. Плати и рече благодар. Викентија си велам. Ова е жена за тебе, жени мајка. А ти, бре, се ќе налеташ на нешто како мува на гонка. Ќе мора да причекаме малку. Пушите ли? Така беше и со втората жена. Ја возе во истава кола. Живееше некаде во близина на центарот. Толку убави жени има на светот, си мислев. Белки не се сите кучки. Мамичето нивна. Покани на кафе. Бе су будала да одбијам. Се напитме ние и нешто друго освен кафе. И веднаш знаев дека сум жене. Оди, поѓаволите. И јури како земјачка. Имам и ќерка со мене. Сашка се вика. Александра. А жената се викаше Љубинка. И кучка ми заедно. Поради неја почнав и по доктор и ведам. Само момент, господине. Нема да ме вратите, нели? Пак вие. Ама ви реков дека не работам приватно. Добра, ајде влезете кога сте запнале толку. Ај, овде. А? Ајде да чујам на што се жалите. Се чувствувам некако малак сам, докторе. Аха. А причината ја знаете ли? Не спијам добро. Несоница ме мачи. А и кога ќе заспијам, си некакви кошмарни соништа ми се меткаат низ глава. Некој предчувство. Да, помалку нервоза, повеќе одмор. Мирен живот, здрава храна, чист воздух, мир во семејството. Тоа ти е животот. Сериозно, докторе, неколку пати ми се причинувала така ноќе кога возам, знаете. Да. Да се видам онака, знаете, Кажете. мртов, докторе. Мртов. Значи, тука е проблемот. Изгледа дење премногу спиете. Ви препорачувам да спиете само ноќе. Како, докторе, јас сум таксист. Ноќна смена. Тогаш ќе се излекувате така како што се излекувале вашата баба, вашата мајка. Па ти
Jesi mrtvi, doktore? Čovečki govorojki, gospodine, životate kako son. Starcите se onije koji što najdolgo spijete. Pri kraju se budat i čuствуват дека не сториле ништо, пропуштиле се, не го употребиле живот. Човекот се раѓа, живее и умира. Треба да се живее, макар и погрешно, но да се живее. Затоа јас работам ноќе. Тој го реков и на мојата жена. Стела Што ми е мене? Стела ми беше третата жена. Љубинка маже. Мене најдобро ми одговара ноќната смена. Дење можам да учам, да си играм со детето, да ги завршам студиите. Па знаеш ли ти што значи чиста филозофија? А и ти побрзо ќе дипломираш. Па потоа работи што сакаш. А јас останувам со мојава машина. Таа ноќ излегов доцна. Дојдоа некои пријатели. Се случува, знаете, жив човек. Седнавме на еден преферанс, а тоа не е еден, туку 2, 3. Излегов дури по полноќ. И велам на жената: Љубинка, маче. Изморен сум. Што не ми е како што треба. Ноќеска ќе работам до 4 и пол. Ти само спи. Што ти е, маче? Нормално ли си? Да носиш вратоврска. Опа! Кој ти е тој господин што носи вратоврска, кажи ти, мајка? Не е важно кој е. Браво! Напредна женска, нема што. Па тој е единствен начин срце една женска да успе. Што е тука толку срамно, кога сите машки сте глупави? Така ја и снатепав, како стариот мој додека уште јадев чотек. Толку жени имам изнатепано во животот. Дури ми е жал што нема таква олимпијада. Жими мајка, ќе заработев златен медал за Југославија. Понекогаш дури носев вратоврска. Но таа повеќе не ме види. Сум возел јас, господине, главно фин свет. Да, пејачки, стюардеси, доктори со олкави бради. Не сакам да речам, сум возел јас и шизици, оние из Кубаните. Имало во мојот живот се нешто. Море да ти се плукнам на таков живот. Си го возиме собствениот живот, но и својата смрт. Да. Еднаш еден навистина сакаше да ме суреди, мамичето него. Мислев дека е човек. Торба, актен, ташна. Муштепија си велам. Мора да е некој форум викенти, ама помал форум. Штом тој во 5 часот наутро трча на авион. И ме праша човекот, тежок ли е занаетот, колку заработувам преку ноќ. А беше така некаков фестивал, артистки, новинари, ноќе кафеаните полни, игла нема каде да фрлиш. И јас, будала, му ги покажувам парите. Се црвено, зелено и сино. Пара, чевлите да си ги бришнеш. А бев меѓу две жени. Втората сум ја избришал, а третата уште не се подпишала. Запри! Да го соберам ова ѓубре, ти пречи. Немој да ме зезаш. Јас сум плашлив човек. Се потресувам од ништо. А тој си издрав. Застани!
otcu majka i čkrapna na vrat. To je mene da mi čuje majka. Što me taka, go pritisnam gasom do kraja. Ama baš mi je galje za se, kako na filmu. Koliko su mi je sakal milicijata vo celio moj život, ova beše 2 pati poveće. Se šeguvao čovjek. Se šeguvao, a vamu revolver od Vistinski. I Vili, сега će me krk, a? Nema da se zbogatite, da znajete, a mene mi je sve jedno. Što će pravi? Moja Saška bez mene. Što će pravi Ljubinka? Koji čim plaća alimentacija na Sanja i na Levu? A mi ako nema Sanja, Saška, fantazija, podobro da me nema, živi majka. Jaz malko pa živi majka. Može bi vi dodala, samo kažete. Majka mi je sakav. To beše žena. Da. A tatko mi beše žestok čovjek. Umre od pijenja, a ta od njegovio čotek. Jaz ušte sam živ ili taka mi se čini, a? Ajde, kažete mi vije, zašto site majkine sve do cetažne, a? Kje si dojdam jaz taka od učilište, Valkan, a starata moja me gleda. Gorčine, sine, što ti se slučilo to, brečeta? Mi se sluči da živjam, mamo. Gorčine, sine, bre. So kogo pak si se tepal? So život od mamo. Odavna se gleda me pod oko. Evo počnem mi da se tepam. I razbirate li kada je apsurdan? Vo nekoji 5 kilometri. I znate li što se 5 kilometri? Jedan čas šetanja. A toliko je debel zaštitni od sloj na vozduhot, što ni go возможува životot na ova ubava, grbava planeta. Тука се мразиме, тука се колнеме на вечна љубов, тука се и газдариците, и војните, и пијаниот татко, и таксиметарот. Се. 5 километри. Ништо повеќе. Па ајде избегај да те видам. Ej! Alo! Ima li neko živ? Ej, ima li nekoj? Alo! Momče! Javi se me, slušaš li bre? Ало, другар! Притиснете ја сирената! Сирената притиснете ја! Ако е тука некаде, може би ќе чуе.
Nigde nikoga. Živi majka. Kako da gizele Marsovci? Ke moram da turam sam. Vi jeste mi sve. Ovo može samo kraj nas. Кажете ми вие мене, господине, зашто мене се вака ми се случило како да сум? Кога бев камионџија, возев преку Бања Лука до Мостар и Метковиќ, па долу до Бар. Ке истоварам, па по магистралата назад на север, се покрај море, до риека. Нема кафеанче што не сум возел. Лумперајки до зори. Сите спијат, а јас работам. Секако во сон. Седам така на овој волан, како на собствен надгробен камен. Споменик во седната состојба. А крајот наближува. Смртта на сите име на левото рамо, а мене пак на десната. Затоа ја знам што е тоа во вашата рака. Не плачам, не молам, а петлето е меко. Тоа е квалитетен револвер. Истрел, секунда и готово. Немој. Немој тоа, господин. Ве молам, немојте. Не, немојте. Земете се и последниот ден, последната голтка воздух, но немојте. Што ќе прави мојата Сашка без мене? Што ќе прави Сања, Карла? Немој, господи. Добро, лажев се, но немој. Тоа, господине, би бил тој крај. Живи мајка. А? Како ви се допаѓа? Еј, Симој! Па убаво. Нема што. Го промаши патот, Викенти. Господине. Ете што ти е жив човек. Кого сум возил? Никого. Животот свој сум го возил. Ей, господине Животе! Ме слушате ли? Господине Животе! Ме слушате ли, господине Животе? Господине Животе!
Ете, пак јас жив. Многу сум среќен, жив ми мајка. Ako si cvet, zašto so trnbe mamiš? Pticovo let, zašto so bek se braniš? Ako si den, noć što mi go krade, vidi mi sve, vidi mi bare nadeš, vidi mi sve, vidi mi bare nadeš. No, ako ima ljubav pod ovaj svat, ako ima ljubav na ovaj svet, noći nakopneš se tvojte noći, oči na ljubav se tvojte oči, noći nakopneš se tvojte noći, oči na ljubav se tvojte oči. Čašата пак трепери в твојта рака и баѓа мрак и некој пак те сака. Кажи ми ти, неверен за ти се стори, кај ми се скри, прелажна звезда што го